Проширувањето останува важна алатка на арсеналот на НАТО, сметаат експерти за Гласот на Америка. Well, Macedonia, is a long time that we're waiting for Macedonia. Амбасадорот Алеандро Минуто Рицо, председател на одбранбениот колеж на НАТО и поранешен заменик генерален секретар, вели дека прашање на време кога алијансата ќе го прошири семејството. Greece and Macedonia have been courageous enough. Грција и Македонија беа мощно храбри и најдоа решение за спорот. Македонија ќе стане 30-та членка на НАТО. Денес е потребен НАТО повеќе од било кога, зашто заканите по глобалната безбедност се фрагментирани, вели Рицо. Меѓу нив е и влијанието од Москва. The Russian influence, to my mind, yes, is there. Да, има руско влијание, но не е толку интензивно. Нивното влијание е претежно поврзано со словенската историја, јазикот, културата. За можноста сите земји во НАТО да го ратификуваат протоколот со Северна Македонија до крајот на летото, Гарет Мартин, професор по меѓународни односи при Американскиот универзитет, вели. I think it's certainly possible. Можно е. Иако секоја суверена земја има свое темпо на ратификување, НАТО историски сака да представи нови членки на големи самити. Можно е до декември да заврши целиот процес. Денес живееме во нестабилен глобален контекст, предупредува Мартин. NATO has been a beacon of stability. НАТО е стожер на стабилноста, сидро на силата и кохезивноста. Мислам дека е потребен од било кога порано, попотребен од пред 10 до 15 години. Балканот и натаму живее во нестабилност, политички и безбедносно, вели Мартин, и додава дека приемот на нови членки во НАТО само ќе го стабилизира регионот и ќе ги релаксира односите меѓу соседите. За поголема релевантност во 21. век НАТО мора да продолжи да се проширува. На САД, алијансата ќе биде многу попотребна во следните 10 години, со оглед на растечкиот меѓународен тероризам, заклучи експертите во Атлантскиот совет. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.